Ljubele se dvajca mladije, ljubele se dvajca mladije, ljubele se dvajca mladi, od malečki do golemi, ljubezen moj. Со песна во миговите кога било весело и многу тешко, Марија и Стојан Димкови поминаа долги, но за нив незаборавни и среќни 60 години брак. Во сега далечната 1963 година, тогаш 21 годишниот Стојан Димков ја побара раката на жената која за секогаш му го освои срцето. Марија Николов, без да размислува ниту момент, му возврати и за нив започна брачното патување. Со Марија се видеме 2-3 пати. Јас одев во Битола, он беше тука во Сеногојството, имаше чешко истрина. И тука видеме се и некако фана ми око. Нека Марија добра е и ќе одговара према мене. Тука излеземе, некој пат бе во Битола, тамо некој надпревари, оди јас тамо кај неа. И она тука доваѓаше и тоа така малко на пусти црти, остана тај мерак и се земаве. Тогаш немаше таква мода. Ке нас беше постаромодно. Прво дојде, како стројници дојдоја, татко му и браќа му. Тоа беше потражувањето, како сега што е модерно, раката тие потражи. Но, пред тие да си ветат љубов и почит за секогаш, нивните очи велат тие кажаа се однапред. Слушам некоја кларинет свири, ама без врска. Излевам надвор да видам и војна ми, Бог да ја просто излева. Шо е војново? Рече, другарите на Димче, на сини, дојдеа да го канат за кум. Тако би редо, идат да го канат на кумство. И си одат. Јас не ги гледам у темното, тогаш немаше струја сијалици надвор. И едно време го загледав како Стојан, од сите оплада косата. Му викам на војна ми, а војно, кој е во дете? Чие? И он вика, те тоа Марија, тоа Димковото. Јас почнав на глас да се смеам, многу русмари војно, многу бела таа главата. И оно почна да се смее, Бог да ја прости. Првото видување беше тоа. На мене ми е фалија Марија. Нента стрина и Чичко Бајколо и стрина велика. Ја 19 години и сега му помага на неја јас. Они потака стари, ја му помагате дрво да разцепам, да помогам нешто, јас помагам на многу сите, така ти. Тоа беше една така мојата цел. И вика, Стојане вика, имаме една внука од Битола, на девен ми Трајко Марија. Ја се заеш, вика, знаеш вика што ќе чуваш, вика дома каква жена ќе имаш. Ама стрено му викам, да видам. И она дојде тука зимно време, видеа тука кај ни дома, тоа беше правото видување. И што потоа се случуваше во нивниот живот? Ние имавме многу слога меѓу себе. Не само љубов. Решававме, заедно ги решававме работите. И кога работевме со песна и со љубов. Туто ко садеме. Што сторив, што се заљубив, леле, белјаци зедов на глава. Ни завидува и комшиите, ни завидува и роднините, оти секој се смеевме кога работиме. И дека, мислам дека таа љубов меѓу нас вредеше да се живее. Знаевме да си запееме и кога ни е мака, и кога ни е арно. Направите куќа? Направиме куќа. Ни даде Господ за деца. Прво, си направиме куќа. Да, децата ги школуваме, даде Бог. Успеаме да ги извадиме на еден пат. Си ги ожениме, си дочекаме и внуци. Еве, сега си дочекаме и пара внуци. Иако годините на број се прилично, Стојан и Марија се уште подеднакво сега се блиски и попотребни од било кога. Јас тоа се барето, порастанам, се измијам, се избришам, се дотерам, направам кафе на Марија, се стаме една речишка, се напијам, она направи едење,
си дружкуваме. Јас се тера мојата работа, имам бавча, имам лојзе, Марија се тера доматинската работа да изчиста, да измете, да измее, да испегла. Тоа е еден ден. По 60 години брак, останали во нивните животи нешто неречено, нешто незавршено. Човек никогаш не може да постигне се што сака. Но во просек сме благодарни од животот. Најпрвата благодарност е во децата. Што успеаме да изгледаме таквија деца, да изчуваме, да ни ги фалат. Кој ќе ни каже некој за трајчени хубав збор, за ќерка ми. Тоа е нашата гордост, тоа е нашиот успех. Денеска, вака долговични бракови има се помалку, а причините се познати. Што Димкови порачуваат на младите? Тоа е, младите треба малку да учат од постарите, да почитуваат постари, да земат нешто совет од постарите луѓе. Да не се прават многу, не е тука у парите, не е у богатството. Тука е любовта према што сакаш девојката или што сака момчето девојката. Тука се тие работи две кои треба да знаат младина, оти љубовта не е крпа, закрпе, подкрпи. Кога се крпе крпата, се закрпува. Кога крпеш, лошо иде.